Поранешниот премиер и министер за надворешни работи на Шведска Карл Билд на својот Твитер профил објави дека патува во Скопје, иако официјална информација за неговата посета на Македонија, како и за средби со официјални лица нема. Изминативе години за време на политичката криза во Македонија и генерално на Балканот, Билд никогаш не штедел зборови во своите изјави кога повикувал на разум или загриженост за ситуацијата. На ниво на земјата просечната плата во јануари изнесувала 370 евра. Дел од економистите сметаат дека републичкиот просек е само статистичко мерење што не одразува реалната состојба со оглед на тоа што најголемиот дел од вработените земаат плати пониски од просекот, а само мал дел имаат високи месечни примања, што пак го зголемува просекот на ниво на цела држава, пишува во анализата на порталот Портал. Дури 60% од гласовите на референдумот за уставни измени во Турција треба да бидат преброени, смета главната опозицијска партија. Народно-републиканците сметаат дека при спроведувањето на референдумот биле извршени незаконски активности, како што се гласачки ливчиња без печат. При преброени 99% од гласовите за поддршка на уставните измени гласале 51,3% од турските избирачи.